Подпредседателе, јас сум разочаран од нивото на комуникација, посебно од ваша страна. Навистина мислам дека ако вие кажувате дека треба да водите некаква институција, дајте барем водете, а немојте да биете како вие сите останете. Стварно мислам дека ова на ништо не личи. Секој од нас има семејство, секој има право да си го штити семејството и ако ние меѓу себе не се поддржуваме и не се штитиме, што останува за други? Навистина мислам дека треба да прекинеме со вакви глупости и у најмала рака да се извините или емотивно некој кој ќе изреагира, барем да премолчите. Денес продолжува расправата за разрешување на министерот за информатичко општество и администрација и мислам дека ова е едно од клучните министерства кои што треба да спроведе реформи доколку ние сакаме да влеземе во Европската унија. Министерството за информатичко општество и администрација опфаќа неколку сектори во неговата работа, меѓу кои како најбитни работи би ги издвоил дигитализацијата на институциите во државата, понатаму би издвоил она што значи управување со медиуми или носење на законски реформи кои што би помогнале во делот на медиумите. Тука станува збор исто така и за јавната администрација, за останатата целосна администрација, за диаспората и така натаму. Меѓутоа, кога видов дека Ликов, Адмири Малити бил министер за администрација, искрен да бидам, ништо ни ми значи, ни па сум го видел некаде, ни па сум слушнал за нешто дека има сработено и баш сега додека идев на работното место, погледнав на Google да видам чисто што пишува за Ликов, кој што досега ни бил министер и стварно еден од ретките министри кој што нема направено криминал во изминатата година затоа што ништо не сработил. Многу е нормално тој што работи да греши, ама вој ништо не сработил. Видов таму некој извештај дека се посветил на хигиената во министерството, се посветил на реорганизација, на систематизација, па човекот кај ќе сгреши сега? Навистина не знам кај може да сгреши. Од друга страна па ништо не направил, а ваму се фали со некакви закони за медиуми, доека неговиот шеф ваму ги набројуваше алфа, малфа, телма, мелма, таму кои да беа. И стварно мислам дека ова веќе е небулозно, не знам, се влегува од глупост во глупост, се дискутира за некакви, дури би ги нарекол луѓе кои што се дури пониско и од медиокритетите. Медиокритетите па некако имаат некој дигнитет, некој достоинство, знаат да пливаат. Овие кои што ги дискутираме не знаат ни да пливаат, не знаат ни кај тераат. Сега, овој што не го знаеме, секако треба да си замине, оти ништо не спровел, ниту дигитализација, ниту има некаква реформа во однос на медиумите. Гледам дека отвориле центар за диаспора, кога не знаеме колку луѓе имаме во диаспората, кога и тие луѓе таму кои што ќе отидат не можат да ги добијат вработените во амбасадите, оти таму се е башибозука. Гледаме кога ќе тргнеме и од овие нашиве колеги кои што стана амбасадори, не и се пишува добро на нашата диаспора, затоа што најнеспособните очигледно и најголемите пазарџи и манипулатори стана амбасадори, кој во Црна Гора, кој во останативе, па гледам дека дури и овој Виктор Димовски сакаше да биде амбасадор во Париз, така да не очекувам дека овоа министерство нешто ќе направи у однос на диаспората, тргнувајќи и од оваа неспособност, ама и од неспособноста на амбасадорите и на службите кои што се поставени по амбасадите, и посебно од друга причина, затоа што навистина имам вртено во неколку амбасади од европски центри за некакви олеснување или информации, од другата страна или не ви креваат телефон, или ви се јавуваат луѓе кои што не знаат македонски јазик. И тоа е уште потажно. Понатаму овој истиот, ајде да речеме, министер сакал да направи некаква дигитализација, односно и подпишал некој договор Digital Europe, ама кај нас ништо не се знае кој јаде, кој пие. Кај нас институциите меѓусебно не се поврзани. Еден
хакерски напад или сега може би ова и на вистина и некаква одбрана поради неспособност и немаат навремени апдейти, некаков хакерски напад да ти го бутне системот да не може 40.000 луѓе да земат плата, да земеме да се удавиме кај жабите у барата. Ја не знам, стварно, луѓе, вие дали мислите дека некој му верува оваа држава на човеков кој што треба тука да седи, ама не е моментално на Ковачевски, дали му верува некој оваа држава дека става најквалитетни кадри? Па кои се тие најквалитетни кадри кога не може две институции меѓу себе да имаат некаква комуникација, а велиме дека дигитализацијата ни е неопходна за да можеме да имаме некаков прогрес. Па таа дигитализација, луѓе, ќе ни овозможи административната работа и овие лавиринти и проблеми на граѓаните кои што имаат потреба да извадат документ од катастар, од Центар за социјална работа, од Биро за вработување или каде и да е. Дополнително, Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор го направивте по пара која што тргна од Јована Тренчевска со тој вашиот закон за минималната плата, каде што ниту се почитуваа колективни договори, ниту се почитуваат законите каде што треба да има скалесто покачување. Вие тргнавте да правите нешто, а после тековно ќе сте ги решавале работите. И сега гледаме дека цела јавна администрација е незадоволна од вашите закони кои што ги носите и кои што треба да ги спроведува овој министер или да се бори барем за вработените во јавната администрација на кој што тој им е предпоставен, и токму затоа во моментов гледаме дека пред собрание еден дел од таа администрација си протестира. Арно, ама вие од задната страна бегате, многу вие подобро така, за да не бидете забележени. Сега додека овој човек не го знаеме, уште еднаш само извинете да се подсетам на името Адмири Малити, дека овој не го знаеме, па има затоа и луѓе кои што си ги знаеме вака од министриве, и мислам дека таму требаше дечково што требаше, ќе повторам уште еднаш, да биде тука, ама што нема доблест да седи и да не слуша во ликот и делото на премиерот Ковачевски, тој требаше да си смени таму каде што се бодат најмногу очи. Најмногу очи, почитувани, се бодат во образованието, затоа што ајде кога сме кај дигитализацијата, уште една работа, вчера баш се подсетив, во времето на така наречениот режим од ваша страна, јас се сеќавам дека имаше компјутер за секое дете, имаше компјутер за секој наставник. Сега ниту има учебник, а не па да зборуваме за компјутери. И мислам дека сте загреови во однос на реформите во образованието. Сега овој човек тука кој што требаше да седи, а нема доблест да седи, наместо да го фанеше пријателски вака јетон, па да му рече: слушај друже, дај да видиме како што пробуваат овие останативе да комуницираат, да му рече: слушај министер, не сме задоволни, малку е срамота, едно време имаше компјутери за ученици, за наставници, сега немаме учебници, дај повлечете се малку настрана, дајте да видиме некој друг малку поспособен. Не, таму не смее да чепне. Зошто? Не оти е квалитетен или не оти е неквалитетен. Туку бабушот од мала речица не му дава, ете за тоа не смее да чепне таму. После ајде тој да го тргнеме настрана. Крешник Бектеши. Шо правиме со човеков? Единствен министер, единствен во историјата на Република Македонија, кој што има изјавено дека администрацијата во Министерството за економија не ја бива. Единствен на вести има кажано човекот, вика: овие кај мене не ги бива. Па ја ли ги вработи, бе? Кој ти ги вработи тебе? Или си ги напикавте таму од тие организациите на ДУИ, па сега не знаеме и они меѓу себе сироти може ќе се испотепаат кои се огнени, кои се ватрени, кои вакви така. И овој министеров Адмирим Алити, он требаше да реагира и да му рече на Крешник Бектеши: зошто ми ја вреѓаш администрација? Оваа администрација има работни задачи, има работни обврски кои што ги исполнува
или не ги исполнува. Арно, ама, како што кажав, тука оваа држава се е по пара. И мислам дека ако вака продолжите, тешко ќе биде да се исправи уште 100 години.